247 македонци кои извадиле бугарски пасоши, а за кои екс-градоначалникот на Благоевград призна вина за фалсификат и го осудија, ќе си ги задржат патните исправи. Бугарија под притисок на ЕУ само демонстрира дека прави нешто, а во суштина не прави ништо, појаснува адвокатот Тони Менкиновски. Тој вели дека македонците со пасошите кои што се дел од предметот за екс-градоначалникот Живко Чукарски ќе платат само прекршочна глоба, бидејќи ја злоупотребиле постапката за вадење на државјанство. Овие македонци ќе бидат најверојатно казнети прекршачно, но дека ќе им бидат одземени пасошите нема да им бидат, од причина што правото на државјанство тие веќе го имаат стекнато и имаат злоупотребено постапката за вадење на пасош. Она што е многу битно да го кажеме во овој контекст е дека Бугарија ова го прави под притисок на Европската унија, бидејќи има издадено премногу пасоши на луѓе кои не се од Европската заедница. Имено, бугарските медиуми откриваат дека процесот за добивање бугарски пасоши од 2016 до 2019 во Благоевград бил претворен во профитабилен бизнис. Македонците плаќале до 1000 евра за пасош, додека граѓаните на Косово плаќале и до 5000 евра. Главна улога во процесот играле повеќе од 100 медијатори, кои обезбедувале документи за потекло, фиктивни адреси и поддршка за процесот во институциите. Живко Чукарски минатиот месец признал вина за потпишаните 247 лажни потврди за адреси на живење на македонци, се спогодил со обвинителството и е осуден 18 месеци со условна казна. Но не само овие 247 македонци со бугарски пасоши. Во селото Рилци, Благоевград се регистрирани 4000 македонци, а во соседното село Бело Поле за истиот период се регистрирани 10.000, кои според жителите тие воопшто не постојат. Сите овие илјадници македонци успеале да стигнат до двојно државјанство, но дали и како двојното државјанство може да се злоупотреби во Македонија? Според Менкиновски, владата треба да поработи на темата со двојните државјанства на функционерите, бидејќи историјата досега покажала дека екс-функционери користат двојно државјанство и се спасуваат од кривичен прогон. Дека ние имаме проблем со двојните државјанства, покажуваат и години кога многу функционери кои имаат двојни државјанства, после одреден криминал кој го направиле дека злоупотребувајќи ја својата функција, бегаат во одредени држави. Таков пример имат и за одат и во Бугарија, одат и во Косово и во Албанија, така да ние треба оваа појава да ја превенираме со тоа што ќе донесеме закон, Македонија ќе донесе закон за извршување на функција во влада, во извршна власт, во судство, значи во државна администрација да имате само еден пасош на Република Македонија. Досега Албанија, Бугарија, Косово и Србија се земји каде многупати осомничени и обвинети бегалци за криминал и корупција го наоѓаат своето засолниште.